да се учествува на државно првенство за македонско овчарско куче Караман. Представува чест затоа што еден ден, кога одгледувањето на расата ќе се омасови во Македонија, учесниците со гордост ќе раскажуваат дека тие биле првите одгледувачи и промотори на караманите. Ги презентираат своите карамани со цел кинолошкиот свет да ги види потомците на кучињата на древните македонци. А овие кинолошки патриоти заслужуваат најголема почит затоа што им пркосат на кинолошките скептици во Македонија. На 10. мај 2015 година се собраа во Скопско Волково. Ги спуштија знамињата на половина копие во чест на загинатите припадници на македонските безбедносни сили и ништо не ги поколеба да се наредат еден до друг, не баре се на бојно поле. Ги збија редовите за да ја одбранат честа на македонскиот Караман. Значи, почитувани любители на расата Караман, денеска за жал е тажен ден, бидејќи знаеме што се случуваше овие денови во Македонија. Се надевам дека и поради тоа немаме многу голема посетеност, бидејќи е ден на жалост. Сакам да кажам дека ова е шеста државна изложба на нашата македонска раса Караман. Сепак, иако се случуваат вакви работи во Македонија, решивме да одржиме, бидејќи треба да се продолжи она што сме го започнале, односно патот до признавање, до конечно признавање на расата Караман. Со подршка, значи, на македонскиот клуб за македонско овчарско куче Караман и со дозвола на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија го организираме ова државно првенство и сакам да кажам дека денес првенството ќе се одржи во дивка атмосфера и пред да отвориме изложбата во знак на жалост ве молам за една минута молк во знак на жалост на починатите жртви за Македонија, луѓето кои вчера го дадоа животот за нашата татковина. Ја прогласувам изложбата за отворена. Се молат сите, значи, кучиња кои се од најмали старосни граници, од 3 месеци па до 6, ќе влезат прво женки па мажјаци, на крај, значи, ќе завршиме со зрели мажјаци. Изгледа дека ќе треба малку да побрзаме, бидејќи и времето
многу не ни е наклонет. Ви благодарам уште еднаш на сите што дојдовте на изложбава. Ви посакувам среќа, се надевам дека ќе судам праведно. Тоа е тоа. Први на оценувањето се појавија караманките Манка и Мена на Владко и Маријан Костовски. Со многу добар тип. Типична глава. Типична глава. Доволно изразен гребен. Ајде круг заврти вака. Ајде еден аплауз. Ајде. Доволно цврст греб. Опаш добро всаден и носен. Ова како се вика? Манга. Тоа го ставај тоа. Кај вртеш? Мирко! Типична глава. Добро развиен, нормален гребен. Ајден круг. Ајде ако си за нева. За неа. За дечкото рекол, за кучето ќе пишеме. Ајде. Прв пат со многу добра субстанца, со убави глави, се уште се мали, треба време да се развијат, меѓутоа денеска поцврста, со боја грб, со подобри движења е оваа женка. Затоа честитам, денеска она ќе биде прва, оваа ќе биде втора. Втора, што супер. Сега вака, таа првата, како се викаш? Мена, оваа Венка. Следуваше оценувањето на мечкар на Александар Бунтевски и Зевс на Благој Симоновски. Пиши 5,5 месечен мажак. Грбот би требало да е поцврст, а еден круг, заврти со трчање, како трчање ковците. Ајде викни. Ајде за малиот еден аплауз, ајде. Пет и пол месечен, не, така, 5,5 месечен мажак. Со нешто послаб костур. Пошилеста глава. Имаме првото кутре, кое е многу типично за расата караман, со многу јак костур, добро одлакано и се гледа дека кој ќе порасне ќе биде баш прав представник на расата. Додека кај второто куче е нешто поатипично за расата, има многу пошилјаста, муцката треба да биде, значи овој дел кај носникот треба да биде многу поразвиен, зогоматичните коски треба да бидат појаки. Ушите се премногу големи во однос на главата. Влакното би треба да биде појако, со многу поголема подлака. Може да видите, имате спрема другото куче.
но сепак црната боја ги униформира овие кучиња, што на прв поглед некогаш може и да лаже. За жал, јас би сакал ова куче да е со појак костур, да е длаката по голема, самата кошта на маса да е појака, но сепак ви честитам што дојдов денеска вторче. Марта. Колку е стара точно? 7 месеци и 1 ден. 6 месеци и 1 ден. 6 месеци и 1 ден. 6 месечна женка со многу добар тип, со многу добар израз. Значи, ова што го гледате е баш типичен представник на расата и ова е тоа што караманот го прави да биде посебна раса, да не биде сличен како шарпланинецот, што сите го мешаат. Го гледате тој тип на длака, го гледате иако е темна, она има и темно око. Ја гледате главата, самата глава како е оформена, значи, со тоа што треба повеќе да се социализира. Костурот е јак, значи, се работи за 6 месечна женка, која никога пичен представник на расата и како треба да изгледа еден караман женка од 6 месеци. Аглите предни се многу добри, одлични се задните агли, форматот, значи, лежината, должина е одлична. Со тоа што самото куче треба малку повеќе да се социализира. Се гледа дека не е спремено баш денес за изложба. Меѓутоа, генетиката, тоа што го дала е баш тука во ова куче. Што е тоа? Ова не е добро. Ова е веќе одлично. Значи, аголот што го прави бутната коска и тибијата. Тоа е за да може да има добра моторика позади. Кога се отворени аглите, кучето оди како на штаки. Тоа се значи предни и задни агли. Едина мала замерка кај ова куче, пошто се уште е младо, самата грбна линија треба да е по-рамна, значи, по-рамна. Меѓутоа, идеал нема, али сепак еден одличен представник на расата. Караманките Марта на Илија Каров и Меца на Ѓоко Стевковски беа детално опишани од судијата. 6 месечна пиши, 6 месечна женка, како се вика? Меца. 6 месечна женка, со многу добар тип, многу добар израз, многу добро одлакана, ама приметувате сите дека кучето не е само да се држи на ланец. Значи кучето мора да се шета. И оваа кучка е исплашена, бидејќи немала контакти со луѓе. Еве сега ако ги видам, например, во овој случај добро е застана, али мора многу да се шета. Сега, оваа кучка е добра за привод, меѓутоа има една мана, а таа мана е забалото не е како што треба. Значи забалото треба да биде како ножица. Вака да биде, а она има подгриз. Значи, долната вилица е пред горната вилица. Но бидејќи имаме многу малку карамани во Македонија, и вакво куче ќе треба да биде пуштено во придвод, со тоа што понатака таа мана ќе треба да се полека дисфалификува. Ете, така. Добро, значи во конкуренција на овие две женки, првата женка е прво со апсолутно правилно забало, правилен загрев. Сите заби се тука, како што кажав, еден одличен костур, многу добро градена и таа денес ќе биде прва. Следуваше Медо на Андрија Бошковски. 6-месечен мажјак, со многу добар тип. Дечко, застани од другата страна, публиката да може да го гледа кучето. Така. Се гледа дека не се извадени кучињава од бокс, сега тоа е. 6-месечен мажјак со многу добар тип, многу добар костур. Силна, јака машка глава, дај да видиме забалото како е.
мало. Конкурент на Медо беше неговиот брат Мечо на Марио Николовски, а победник беше Медо на Андрија Бошковски. Караманката Борка на Маријан и Владко Костовски беше добар представник на одгледувачницата на браќата Костовски. Добри предни, добри задни агли. Еден круг. Добри предни, добри задни агли. Грбот би можело да е нешто поцврст. Лактите би можеле да бидат по-приспоени уз тело. Ја нема онаа дебела, јака муцка, го нема тоа многу изразено чело. На прв поглед можете да видите дека е женка и тоа се бара кај сите раси, па и кај Карамана. Апсолутно добра висина. Кога ќе кажам апсолутно добра висина, тоа е висина кај што куќето може да работи, значи да оди, може да биде и службено куќе, и за полиција, и за војска, а може да нормално тоа е овчарско куќе пред се да оди со овци. Затоа напоменувам дека кај незе е идеална висината за една женка. Добри се предните агли, веќе гледате овдека, тој преден агол е добар. Добри се и задните агли, значи. Со тоа што овој дел оди на мажето. Редот му дојде и на младиот Караман Борко, на Љупчо Боцевски. Добро. 17-месечен мажак со многу добар тип. Сега тука, јас би сакал оваа глава да биде нешто посилна. Значи во овој дел, во зогоматичниот дел, значи тука оваа ширина која би била тука поширока главата, значи тој би бил идеален. Следуваше Караманката Боа на Јовица Вујовски. 2-годишна женка, донесете да гледаат луѓето пред публиката на местите. Може да го видам за вас? Само загриза? Одлично. Значи, вака се. Ова е вториот вариетитет на Караман. Подигне, да. Ова е вториот вариетитет на Караман кој е признат, значи, со тоа што по старо кажано, ова е тип со... Караманката Кара на Зоран Стефановски се чувствуваше горда затоа што беше презентирана од прекрасната придружничка. Колку е стара? 5 годишна женка. Со многу добар тип. Многу добро одлакана. Горостасната Берта на Јовица Миноски доминираше со својата крупна става. Значи 4 годишна женка, 3,5 години, 4 годишна женка, представија вамо Берта. Застанија вака да гледаат луѓето. Значи 4 годишна женка, сега оваа женка има многу јака глава, значи на прв момент кога ќе ја видиме не можеме да претпоставиме дали е женка или е мажак. Значи главата е премногу јака, но сепак се работи за едно типично куќе за расата, многу добро одлакано, со многу добар костур, има
доста јако изразено чело, што да речеме не е толку пожелно за расата и нешто пократка муцка. Но целокупно ако се земе е добар тип во однос на тоа што таа конкуренција што застанија и добро, можете да излезете. Одиме со следната женка. Колку е стара? Пише 3 годишна женка. Како се вика? Сомунка. Следуваше оценувањето на караманките Сомунка и Калеша, а за тоа време сите со нетрпение išчекуваа да ги поздрават овогодинешните победници во 5 возрастни категории. На ред дојде караманката Сара на Горан Гиевски. Да, 7 годишна женка, значи еден најпосакуван тип на караман, значи ова е права караманка во однос на сите работи гледано, многу типична за расата, силна женствена глава, одлична. Добро изразен гребен, цврст грб, грбот е цврст, сапите се добро положени, предните агли се многу добри, задните агли се многу добри, еден преубав опаш, го држи типично како што треба, значи да биде за оваа раса. Еден круг, ве молам. Аплаус еден за оваа женка. Значи, еден одличен представник на расата. Предстоеше моментот на избор на најубава женка во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години.
Караманките дисциплинирано се движеа во рингот. За победник беше прогласена караманката Боа на Јовица Вујовски. Ајде напред едно место. Значи одлучуваме кој ќе биде државен првак женка, пошто ги споевме двете категории. Добро, севкупен првак кај женките сепак ќе биде женката со париш. Честито. Аплауз. Следеше избор на најубава ветеранка, а за најубава беше прогласена Дора на Сашо Радески. 20 годишна. Се уште во добра кондиција, со добра конституција се. Мене со оваа ќе биде, значи. Прва има и пекар, значи, за Предстоеше оценувањето на мажјаците. Прв на оценувањето се појави Астор на Мирослав Трајковски. Редот му дојде и на караманот Араб на Дејан Василковиќ. Така да вклучително некои се во фаза на дизајн, не може многу да замериме за меѓутоа се работи за една исклучително голема и тешка глава, со опуштени звали, со многу јако изразено чело, значи, тип на куче кое би требало, значи, сето тоа да биде позатегнато, но сепак не може да замениме, се работи за 7 годишно куче, кое добро се движи, се работи за овој тип кое, значи, со... Двократниот првак на Македонија, караманот Сварт, на изложбата се појави без својот собственик Томислав Јовановски, кој не можеше да го види дека и оваа година се издвојува по својата убавина. Еден многу јак мажјак, со многу добар тип, збиен, многу добро одлакан по целото тело, со грива, со типична глава, со добро поставени очи, со чело кое нема толку изразен стоп, значи прелазот од личниот во челниот дел не е толку јако нагласен,
како кај претходниот примерок, добро поставени очи, краток и силен врат, висок гребен, доволно цврст грб, може забавно да видим. Караманот Мечо на Веле Ангелевски, иако со ситен раст, беше компактен и со складни пропорции. Добро. Застанете таму. Таму застанете. Пазите. Колку е стар? 3 годишен. Може? Како се вика? Циган. Циган, добро. Ајде, циган. Колку е стар? 3 годишен мажек. Многу добар тип. Многу добар израз. Забавно може да видим? Да, записам. Само записам тоа да видим. Записам. Напред. Не, напред само. Напред, спој моја дусата, напред. И ти не мога тоа. Мој прав да го правим. Па да рило да тебе. По оценувањето на Караманот Циган на Мартин Марковачев, следуваше Мечо на Ѓоко Стевковски. Средно силен, средно јак, главата би требало да биде, значи, посилна. Забавно може. Изборот на најубав мажјак во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години е највозбудливиот дел на изложбите за Караман.
Значи имаме конкуренција на зрели мажјаци. Имаме конкуренција на зрели мажјаци. Пет мажјаци кои се сите тука негде со повеќе или помалку мани. Имаме едно големо куче на кое му фали тлака и треба главата да биде по-затегната. Имаме еден мажјак кој е средно голем, многу силен, со јака глава, многу добро облакан, грбот би требало да е поцврст, забалото би требало да е Пуштете го на подол, крајшите, пуштете го на подол. Ај вие ве молам, излезете. Ајде, движете се, ајде, аплауз, ова им е последен. Значи го имаме финалето. За денеска ова куче е првак на шестата државна изложба на Карамани. Значи едно куче кое се покаже најдобро во сите значи целини на оценувањето од штант до ринг. Имаше најдобро движење, значи со најмалку мани, најтипично денес на денешната изложба. Кај сите останати, значи, можевме да најдеме по некоја помала или поголема мана, но сепак се работи за раса која се уште не е признаена и се уште ја создаваме, но сепак мораме да внимаваме на типичност, на забало и на сите останати раси, на сите останати работи кои ја прават, значи, една раса. Наред дојдоа и најстарите мажјаци. Караман од Циго на Ивица Здравковски и Тарзан на Кристијан Тодоровски. Значи, колку е стар? 13 годишен мажјак. Можете да видите еден исклучително добар мажјак. Значи, прав представник на расата, еден силен, многу јак, со многу типична глава, штета што едното уво исечено.
Ovo je машина. Честитаме. Значи, прво ветерано. На крајот на секоја изложба на Карамани следи групната фотографија на победниците и доделувањето на наградите, златен околувратник, победничкиот плашт, пехари и уметнички слики.
Заврши изложба за паметење. Изложба со која се одбрани достоинството на македонската кинологија. Водена од меѓународниот кинолошки судија Габриел Стидел, се достигна ниво на врвна кинолошка манифестација. Изложба на која сите се победници, а победниците на оваа изложба беа единствени по многу нешта. Караманката Боа на Јовица Вујовска за прв пат зачекори во ринг, стана државен првак на Македонија, а караманот Сварт на Томислав Јовановски стана првиот трократен државен првак во историјата на државните првенства за расата македонско овчарско куче Караман. Караманот Циго на Ивица Здравковски, кој беше првиот мажјак караман кој воопшто бил оценет на изложба за карамани во 2010 година, беше прогласен за најубав ветеран, но за жал ова беше неговата последна изложба. Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман апелира сите заедно да го спасиме македонскиот караман. Приклучи се и ти и стани дел од македонската кинолошка историја.